се опфатени во најновиот број, како и за тоа на што работи Асоцијацијата за истражување, комуникација и развој Паблик. Ова утро разговараме со извршниот уредник на Лице в лице и директор на Паблик Климентина Илиевски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре најдов. Прво го покажав лице в лице, па така некако и ќе стартуваме. Излезе најновиот број, секој број со различна интересна тема. За што најчесто се говори? Кои се темите кои што се најмногу опфатани во овој број? Генерално, значи, секој број си има одредена тема на која што се фокусираме и која што е на насловната страница на списанието. А редовно во списанието свое место си наоѓаат теми кои што го подобруваат животот во заедницата, односно поттикнуваат подобрување на животот во заедницата, како одговорна иднина, како зелена република, многу теми врзани со одржливиот бизнис и со социјалното предприемаштво. Образованието ни е една од темите која што редовно се наоѓа на страниците на списанието. Значи, се она што влијае на подигнување на свеста, која е нашата улога како поединци во општеството, која е улогата на компаниите во општеството, на кој начин треба да се поврзуваат сите ентитети во општеството за постигнување на општествено добро. Она што е интересно, веќе верувам знаат и гледачите, дел од профитот на Лице в лице, односно половина од сумата колку што изнесува списанието, оди кај продавачот. Всушност е основна екзистенција за сите оние кои што го продаваат. Расте ли бројот на продавачи и бројот на продадени примероци на Лице в лице? Да, континуирано се зголемува интересот, тоа ни е многу драго. Точно е дека половина од продажната цена на списанието оди директно за продавачот. А како што знаете, Лице в лице е непрофитна организација, односно социјално предпријатие, иако во моментов во земјава не постои законска регулатива за социјално предприемаштво. Меѓутоа, тоа не треба да биде пречка за развој на иницијативи кои што ќе бидат вмрежени во еден ваков контекст, односно ќе делуваат како социјални предпријатија. Споменав и на самиот почеток на разговорот, директор сте на Паблик. Работите на нов проект кој што е интересен да го споменеме. Всушност во чиј фокус се социјалните предпријатија. Станува збор за екосистем за развој на социјално предприемништво. Велите, донесување на законска рамка е потребна, но не е доволна. Која е важноста на социјалните предпријатија во една земја? Со оглед на тоа што гледаме дека навистина расте јазот меѓу богатите и сиромашните, дека се експлоатираат природните богатства во полза на поединци, станува неминовно развивањето на социјалното предприемаштво генерално. Значи, потребни ни се што повеќе одржливи бизниси. Што значи тоа? Дека ги ставаат во фокус луѓето, своите вработени, општеството и природата. Значи, ако ги земе во предвид сите овие сегменти, навистина можеме да создаваме бизниси кои што ќе прават профит создавајќи добро, а не да прават профит правејќи проблеми и во природата и генерално во општеството. Оваа тема ја отварате и во Лице в лице. Во моментов еден од написите можеше да го погледнат и гледачите. Што велат анализите на терен, со какви се предизвици најчесто се соочуваат социјалните предпријатија во Македонија? Мене ми е многу драго што веќе станавме дел од една европска иницијатива за анализа на екосистемите во земите во Европа. Македонија од оваа година е дел од оваа група, која што ја води Еурайс, тоа е организација од Италија, а во соработка со Европската комисија. Зошто е важно да се следи развојот на сите сегменти на екосистемот за развој на социјално предприемаштво, заради тоа што тоа овозможува да се видат сите недостатоци, да се видат и добрите страни, она што е добро да се унапредува, она што е помалку добро да се
се наоѓа начин да се промени, односно можеби комплетно да се отстрани, а исто така многу е важно што е возможно да се прават компарации, односно да се следат искуствата во различни земји и да се презема доколку е возможно да се прилагодат на националните контексти. Како што напоменав, значи од оваа година и ние влеговме во оваа група. Се надевам дека она што ќе го осознаеме на терен ќе биде соодветно искуство за да можеме да придонесеме во развојот на екосистемот за социјално претприемаштво во земјата. Од она што во моментов го имаме како информација од терене, бројката не е нешто голема, да речеме околу 30 на социјални предпријатија, тоа се во суштина во главном иницијативи кои што произлегле од Сдруженија на граѓани. Во моментов се работи на мерење на капацитетите на овие иницијативи со цел да се добие поддршка, тоа ќе го правиме во соработка со Министерството за економија, значи секое социјално предпријатие да добие поддршка согласно, односно менторирање согласно она што нив им е потребно, зашто гледаме дека постои различен развој во овие постоечки иницијативи. Инаку, значи во периодов го спроведуваме проектот кој што го напоменавте. Тоа е во рамки на USAID програмата за граѓанско вклучување и се надевам дека резултатите кои што ќе ги добиеме ќе бидат добра основа за да видиме и докаде сме и кои се чекорите што треба да ги преземеме за да придонесеме за подобар развој на социјалното претприемаштво во земја. Го споменавте Министерството за економија, добро да има отворени дебати каде што ќе се вклучат издруженијата и невладините организации и јавно да се зборува за сево ова, затоа што генерално социјалните претпријатија се тежиште на триаголникот економски пораст, развојна заедницата и социјална инклузија. И во тој контекст добро е да има активности, меѓутоа и државата е онаа која што треба сево ова да го поддржува. Така е, иницијативата за развој пред се на закон за социјално претприемаштво произлезе од Министерството за труд и социјална политика. Во изминатите 2 години ЕПТИСА работеше, односно ја водеше целата оваа програма за создавање закон. Иако мислам дека веќе дојдовме до некоја 5-6 верзија, ниедна од овие верзии не нуди поттикнувачка средина за развој на социјално претприемаштво. Заради тоа, во поеќе наврати нагласувам дека законската рамка може би е битна, меѓутоа, доколку не се развиваат сите сегменти соодветно, не може да донесе резултат кој што го очекуваме. Она што може да го погрешиме е тоа што, за жал, во главном нашата законска регулатива, драв законот е преземен од веќе постоечки закони во регионот и може би несоодветно е прилагодена на нашиот контекст. Зошто велам несоодветно? Заради тоа што немаме ние доволно пракса за да можеме на основа на тоа да видиме што е она што е потребно кај нас. Заради тоа е многу важно да се развијат постоечките социјални претпријатија, да се видат кои се нивните проблеми на терен, да се види што е она што во која насока треба да се поттикне нивниот раст и развој и на тој начин веќе ќе имаме една подобра основа како да размислуваме за законската рамка. Нова ќе работите и цела 2018-та? Секако нова планираме да работиме постојано. Значи ова е нешто што е во фокусот на паблик, социјална инклузија и социјално претприемаштво. Со првите ефекти кои што се надавам набрзо ќе ги видиме и ќе ви имаме во Македонија наутро, до тогаш сите граѓани ќе може да го читаат на новиот број на Лице в лице. Интересни теми има, меѓу другото прочитав и за загадувањето, нешто што ни е постојано актуелно и за што треба да се дискутира допрва јавно. Секако, пред се ви благодарам што редовно го следите она што го работи и Паблик и Лице в лице како дел од програмите на Паблик и на тој начин придонесувате и вие во развојот на екосистемот за социјално претприемаштво, односно ја подигнувате јавната свест зошто е важно постоењето на социјалното претприемаштво во земјава и зошто е важно да се купува од социјалните претпријатија. Апсолутно, благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вас. Останете на првиот